ВМРО ДПМН планира да потроши 3,5 милиони евра пари на граѓаните за набавка на стара и нефункционална зграда за потребите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. Во најавената трампа со имот со фирмата Unitire City, на која треба да и бидат доплатени овие 3,5 милиони евра, се крие сомнителна бизнис делка со која што ќе бидат оштетени граѓаните. За ова нема ниту економска, ниту било каква друга оправданост. Согласно овој договор, јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје треба да доплати 3,5 милиони евра за административна зграда во руинирана состојба, а да отстапи атрактивен деловен простор на повеќе локации во Скопје. При тоа, не се решава горливиот проблем на ова предпријатие со паркирањето на неговите возила од возниот парк. Згорана се, за паркирање токму на овие возила, јавното предпријатие Комунална хигиена ќе продолжи да плаќа месечна закупнина во износ од 12.000 евра, погодувате, токму на Unitire City Скопје. На граѓаните на Скопје не им е потребен ваков вид на милионски трошоци. Ова особено што владата нема пари соодветно да ги исплати поплавените граѓани. А се покажа дека ниту градот Скопје, ниту пак Република Македонија немаат основни средства и алатки за справување со елементарни непогоди. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара одлуката за размена на недвижниот имот помеѓу јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје и приватната фирма Unitire City Скопје да биде итно повлечена. Во спротивно, очигледно е дека ВМРО ДПМН и Коце Трајановски штитат нечии криминални бизнис интереси кои што стојат зад оваа сомнителна сделка. Благодарам, повелете прашање. Господин Шилегов, од ВМРО ДПМН изјавија денес дека договорот е жив од пржене, дека останува на СДСМ дали е спремна да се соочи со народот преку фер демократски избори. Ваш коментар околу ова? И покрај сите напори на ВМРО ДПМН да не оневозможи одржување на фери демократски избори во Република Македонија, тоа нема да се случи. До крајот на оваа година ќе имаме фер, слободни и демократски избори на кои што криминалните, деструктивните и антидржавните политики на Никола Груевски ВМРО ДПМН ќе бидат сработно поразени. На кој начин ВМРО ДПМН спречува да има избори? Па вие сте сведоци дека во Република Македонија на два пати се одложи одржувањето на предвремените избори токму заради тоа што не беа исполнети условите. Всушност, ако беа исполнети условите, зошто токму ВМРО ДПМН прифати да го потпише на последниот анекс кој што овозможува да се створат услови за одржување на избори на 11 декември. Ова тврдење не е само тврдење на Социјалдемократскиот сојуз, за оваквото тврдење застана целокупната демократска, експертска јавност во Република Македонија, меѓутоа и меѓународната заедница, каде што беше посочен ВМРО ДПМН и владеачката ДУИ како фактори кои што не сакаат да се реформираат основните сегменти во општеството за одржување на ферство. Како ја коментирате изјавата на Поповски дека ваше луксус да го изберете на ДУИ? Луксус на Никола Поповски и останатиот дел од криминалното раководство на ВМРО ДПМН ќе биде ако останат на слобода после изборите. Дали сте задоволни од извештајот на ДИК со тоа што треба да се извршат 30.400 и нешто печалби од изборниот список? Станува збор за 30.400 и нешто кои што велите вие спорни записи, кои што по методологијата која што ја примени ДИК се испоставија како спорни, на нив им беше дадено правото во рок од 25 дена да се пријават за повторно запишување. Истиве овие, воколку на вистина постојат како лица, ќе можат по официјалното објавување на избирачкиот список да се пријават за да бидат дел од избирачкиот список. Од тука сметаме дека Државната изборна комисија со вчерашната одлука ја заврши својата законска обврска.